Денес во Штип се одбележаа 70 години од завршувањето на првата генерација учители, чија задача беше описменување на граѓаните од источниот регион. Учителското образование тие го добија во учителската школа, која важеше за една од најдобрите во државата. Од секогаш учителската школа е била гордост за секој што е ученик во неја, а јас сум единка во таа сфера. Тоа време ние сме биле, не могли да оцениме какви се тие професори што ни нудат и ни дават знаења. Меѓутоа, на крајот се испостави дека тоа е било квалитет и со таков квалитет ние натаму се носиме. Веднаш по матурирањето, младите учители без да користат и годишен распуст на работа, заменуваа претежно по сите села во Истокот. Можем да кажеме едно сеќавање мое, мене ме распоредија како штипско во село Арголица, централно основно училиште. Освен кон децата, младите просветни работници имаа уште потешка, но и поважна работа да ги описменат и возрастните. Имаше време кога и ги фатев во наводници и оние кадри кои што беа неписмени, ни беа доверени ние да и дадеме основна писменост. Имаше секако и повозрасни од како ученици што ги рачунавме, се трудевме да и дадеме основни знаења. 70 години по нивната историска улога во описменувањето на нацијата. Што ветераните на оваа дејност мислат за денешното образование и дали некогаш помислеле дека речиси секој втор во просек денес има факултетска диплома? Многу ми е жал за оваа појава, која воопшто не ја одобрувам, затоа што за се треба знаење. Не е само дипломата во прашање, повеќе она знаење, она што човек го натрупува кај себе преку читање, преку образование. Инаку познатата Штипска учителска школа, наставен кадар, продуцираше се до 1968 година, до кога на неа матурираа околу 2000 учители.